15-та недела, почеток на април. Ја поминавме точката на краткоденица и одиме на кај долгоденицата, најдолгиот ден. Сончевите зраци стигнуваат под поголем агол, се е потопло. Земјата се повеќе се навалува на кај сонцето и тоа се подига на небото. Неговиот пат е се подолг. Деновите стануваат се подолги. Ако имате прозорец на кај исток, најдете ориентир на исток. Ќе видите дека сонцето секој ден излегува малку повеќе во лево. На запад заоѓа се повеќе во десно. Ако прозорецот ви е на кај север, најдете ориентир напладне. Утре сенката на зградата што е преку патот ќе биде пониско од денес. Ако погледате на југ, одредете го ориентирот на подот. Границата на светлината и сенката напладне секој ден е поблиску до прозорецот. Овие мали појави ни го покажуваат големото поместување на Земјата, која секој ден се повеќе се навалува на кај Сонцето. Во април 1997 година Хейл-Боповата комета поминала помеѓу Земјата и Сонцето под прав агол во однос на планетарната рамнина, направила круг високо над Сонцето. Од Земјата тоа изгледало вака. Кога Сонцето зашло, кометата била над точката на залезот. Кометите се сјајни и видливи поради гасовите кои ги изфрлаат кога ќе се загреат од Сонцето. Кометите можат да ни послушат како летачки термометри и да ни покажат каде е топло, а каде е ладно во сончевиот систем. Се додека кометата е далеку од Сатурн, јадрото е замрзнато. Нема ни опашка, ни коса. На Сатурн температурата е минус 200 степени Целзиусови. Кометата се приближува до Јупитер, се уште нема коса. На Јупитер е минус 170 степени Целзиусови. Додека се приближува на кај Марс, кометата се загрева. Почнува да изфрла гасови, со што и расте коса. На Марс е минус 30 степени Целзиусови на осветлената страна. Додека се приближува до Сонцето и Земјата, нејзината коса се побрзо расте. Земјата е единствено место во сончевиот систем со умерена температура во просек од 17 степени Целзиусови. Кометата потоа се оддалечува, јадрото повторно и се замрзнува и косата исчезнува. Повеќе не ја гледаме. Земјата е единственото умерено место во сончевиот систем. И единствена планета со вода, може би единствена каде што има живот. Хейл-Боповата комета се враќа во далечните области на сончевиот систем, за разлика од кометите кои ќе бидат пресретнати. Кометата Шумахер-Леви поминала преблиску до Јупитер во 1994 година. Фатена од огромната маса на Јупитеровата гравитација почнала да кружи околу Џиновската планета во ексцентрична орбита се поблиску до планетата. Гравитационата сила го разбила јадрото на кометата и во следниот круг остатоците паднале во Јупитеровата густа гасовита атмосфера. Првпат можевме да снимиме таков случај. Свифт-Татловата комета се враќа од прилика на секој 130 години. Поминува толку близко до нашата орбита, што секој август Земјата поминува низ остатоците од кометната опашка. Земјата со 100.000 км на час влетува во тој облак од метеорити, која осветлува со дош од звезди што паѓаат.
Кога Свифт-Атловата комета поминала во 19 век, астрономите пресметале кога ќе се врати. Кометите не се предвидливи и Свифт-Атловата комета дошла неколку години покасно во ноември 1992 година. Кометата ја поминала нашата патека, додека ние се уште сме биле тука. Земјата поминала низ јарствајната опашка 9 месеци покасно на 12 август. Следното рандево со оваа комета ќе биде во 2126 година. Се очекува на 14 август и Земјата ќе биде многу блиску тогаш. Секоја година поминува преку таа раскрсница на 12 август. Ако кометата не стигне порано, се ќе биде добро и ќе поминеме пред да дојде, но ако стигне 2 до 3 денови порано, нашите чукун-внуци ќе доживеат блиска средна. Секој месец, 2 до 3 денови после младата месечина, ако е небото ведро и сте далеку од градското осветлување, погледнете во месечината. Ќе го видите тенкиот срп кој сонцето го осветлува од под хоризонтот. Лево од српот се надзира слабо осветлениот месечев диск. Од каде доаѓа таа слаба светлина? Таа светлина е од Земјата. Сончевата светлина паѓа на Земјата и се одбива на кај месечината, а месечината назад на кај нас во космичкиот билијард. Сонцето ја осветлува Земјата, светлината се одбива на кај месечината, која повторно се враќа на Земјата. Најдобар момент да ја видите светлината на Земјата секогаш е 3-та, 4-та и 5-та ноќ после младата месечина. 6-та ноќ месечината е веќе толку сјајна, што ја засенува бледата светлина од Земјата. Кружејќи околу Земјата, месечината го напушта подрачјето во која Земјата го рефлектира најголемиот дел од светлината. Земјината светлина полека избледува, за повторно да се појави за 1 месец.